на демократијата, ама ми рекоја дека некако нормално е да ви затрепери гласов кога зборувате пред столбниците на незината одбрана. Бобан Карапеовски, независно од каква и да е образовен или професионален бекграунд, се надевам ако не се изменило нешто во меѓувреме и не вовеле некој нов закон додека сме тука, се уште граѓанин на Република Македонија пред се. Тето е две Боба. Тето е. Нема да ви зборувам денеска ниту во име на моите предци, ниту ќе плачам за идните поколенија кои не ги очекува светла иднина и веќе се должни до гуша уште неродени. Ќе зборувам во лично име, а се надевам и во името на сите оние што деновиве и кога беше атмосферата вжештена и од дистанција и со латни глави се чудат и не можат да си поверуваат. Не само на тоа дека се што ќе реши владеачката номенклатура, да речем режимот, мора да помине по секоја цена. И не само на тоа што се подготвени да удрат и по слободата на говорот, и по новинарите, и по пратениците, и по жени, и по деца, дури уште неродени. Се надевам дека зборувам во името на сите оние што уште не можат да се поверуваат дека по сето она што се случи и можеше да се види, има новинари што под превезот на неутралноста не го осудуваат злочинот. Има правници што не се тука денеска или не направија собствени барикади, кога им ја срушија струката и професијата, рушејќи го уставот, законите, собранискиот делот. Има економисти што веруваат или барем молчат пред влагата дека ако не се донесе буџет, ќе нема плати и пензии. Конечно, дека има професори, академици, интелектуалци, што тоа денеска и да означува веќе тој збор, што не излегоја со осуда на лудилото што го живееме и ни станува веќе прифатливо секојдневие. А ни стана секојдневие налик на онаа жабата која нема да ја фрлите во топла вода, туку во студена, па полека ќе подгревате и ќе се навикне и ќе стане оброк без самата да е свесна за тоа. Тоа полека не го прават. Ова е време кога универзитетот, чија автономија беше тотално погазена, целосно нарушена, академијата како највисока институција која молчи, овие денови ја нема, и сите други научни институции сите оние научни институции што ги ставаат под шизмата на власта и на режимот, сите слободоумни граѓани што ја слагаат слободата и припаѓаат на таа фела, не треба. Веќе мора да го кажат својот став и да го осудат ова што ни се случува, да ја заземат конечно страната на слободата и на демократијата, да застанат тука со нас. Биејќи едноставно секој граѓанин што мисли со своја глава треба да знае каде сето ова не води и да знае која е единствената страна што може нешто да направи за да можеме слободно да зборуваме. Всушност, молчењето денеска е соучесништво во колективното злосторство врз мислата која се спроведува. Зборот, оној што требаше да се чува добро врзан за некоја луда глава да не посака да го јава како што велеше Конески, денеска е силуван. А да се злоставува зборот, тоа е врвниот културолошки геноцид. И ние мора да го кренеме гласот, сите ние и тие што во моментов молчат и се соучесници, да го кренат и ова конечно да запре. Ви благодарам.